Може да прашам? Повелете други прашања. Дали договоривте реконструкција со ОБЕСА за местото за култура или за кој друго место конкретно имиња позиции ќе може ли сега да обедините и за ДПА да, но и дали Десковска оди во правда и тоа е Ево вака, јас ќе го соопштам тоа што досега е договорено и соодветно можно да биде соопштено од причина што веројатно и органи и тела на политичките партии треба да одлучуваат. СДСМ, ДПА, БЕСА и другите политички партии. Соопштувам дека имаме постигнато договор со БЕСА на Африн Гаши, односно крилото на БЕСА, предводено од пратеникот Африн Гаши. Постигнавме политички договор со ДПА и постигнавме политички договор со Сојузот на ромите на Амди Бајрам, кој што делуваше независно, но и даваше подршките на политиките на власт. Продолжувам и понатаму да разговарам и со други субјекти, но овде ќе го заокружиме процесот после органи и тела на политичките партии, каде што буквално не би спомнувал имиња заради тоа што честно е да одлучуваат тие органи и тела кои што се надлежни за оваа работа. Штом тоа ќе биде готово, ќе се соопшти веројатно од самите партии кои што ги номинираат кандидатите. Јас разговарав за кандидатите, мене ми е пред се и над се најважно за какви личности се работи, кои се луѓето, на тоа посветувам сериозно внимание, а соодветно на тоа ќе ги објавиме и другите промени кои што се случуваат во одредени министерски и заменички министерски места. Тоа е првата фаза на разговорите. Секако понатаму следуваат фази каде што надлежна е владата. Во оваа прва фаза е надлежен парламентот. Моје очекување е утре, задутре до крајот на неделата да ги формализирам предлозите до собранието и секако како ќе одлучи и парламентот, така да ги закаже на дневен ред, за да можам да одам и пред собранието да ги образложам и да барам подршка од мнозинство пратеници за овие промени во владениот состав. А следува период, веројатно некаде при крајот на месец мај, каде што со новиот владен состав ќе разговараме за подолните ешалони, мислам на директорски и заменички директорски места, подрачни единици или слично, во функција на превземање на соодветна одговорност на сите сегашни и нови партиципенти во власт. Како може да имате доверба во ДПА кога нивниот прв човек слушнавме во бомбите се помнеше верен до гроб на претходната власт, Онјалко? Довербата е релативна работа, јас зборувам за имиња и презимиња кои што ќе учествуваат во владата, кога ќе бидат соопштени имињата и презимињата, тоа е призмата низ која се обидуваме да разговараме. Секако знаете дека и во актуелното парламентарно мнозинство имаме и случаи на случаи кога и пратеници не гласат согласно огромното мнозинство кое гласа за одредени решенија. Тоа е демократијата на крајот. Сепак кога се преговара за политичка програма, за главните цели на државата, за принципи, но и се преговара за личност, кои што се многу важни. Мендух Тачи нема да биде член на владата на Република Македонија. Може ли да ми кажете партијата на Бајрам кои места ќе ги добие барем за ресори, сигурно веќе сте преговарале? Министерски места нема да добие. Ќе добие одговорност во одредени други позиции. А за другите партии да реконструира. Вие сте вие треба да кажете со кој не работи добро. Како тоа Али Ахмети да реконструира? За ДЕС одлучено, значи тој да ги реконструира, тој да одлучи кој министри ќе излезе. Да така, не, одноставно. Не знам точно, не сум ја следал изјавата, но еве ќе се обидам од тоа што го прашувате да кажам ставови. Како мандатор, како премиер, овластен по закон да предлага измени и дополнување на влада, реконструкции и рекомбинации, секако разговарам со политичките партнери. Како што сум разговарал со Али Ахмети, сум разговарал и со другите политички партнери во власта. При ваквите разговори, секој во своите редови онака како што предлага може да дискутира. На крајот конечниот предлог е на премиерот пред собранието, за тоа што јас би го прифатил при ваквите предлози или не. Така да за тоа изборував и за фракцијата на БЕСА предводена од господинот Африн Гаши, за ДПА и за другите политички партии, дека сепак ние разговараме за имињата, органите и телата на партијата одлучуваат. Веројатно таму и во ДУИ се случува одлучување на органите и телата на партијата за одредени кадровски решенија. Но на крајот сето тоа кулминира, односно доаѓа до моментум каде што премиерот е согласно закон предлагачот пред собранието за владениот состав, а секако на ниво на влада, целата влада одлучува за пониските ешалони, мислејќи на директорски места и другите позиции во јавните институции. Кои министри на СДСМ може да бидат сменети? Мола? Кои министри на СДСМ може да бидат сменети? Кој ресор? Значи не би сакал да соопштувам се уште заради тоа што процесот на одлучување е се уште во тек. Јас го објавувам тоа што е соодветно, знаете дека сум внимателен, не сакам да
се играм со судбините на личности кои што и служат на граѓаните и на државата. Затоа веднаш штом ќе бидат познати имињата и за тоа кој заминува, кој доаѓа, јас тоа веднаш ќе го споделам со јавноста. Имате некаква комуникација со Ѓорѓе Иванов? Да, имаме комуникација со претседателот Иванов. Минатата недела, пред да отиде на службен пат во Турција, јас направив и средба со господинот Иванов. Се обидуваме да изнајдеме решение за гувернер на Народната банка на Република Македонија. Претседателот на државата е согласно устав и закон предлагачот на гувернерот, а парламентарното мнозинство, односно парламентот, во суштина е институцијата која што именува на предлог на претседателот. Така да овде имаме споделена надлежност. Јас не сум пратеник, но на некој начин ги координирам мнозинството пратеници во парламентот и таа е причината зашто разговаравме со претседателот Иванов. Се надевам дека ќе најдеме заедничко решение за уште еднаш да потврдим, да подкажеме и потврдиме сериозност во делот на имплементирањето на власта, без разлика дали е тоа парламентарна, претседателска, извршна власт, затоа што граѓаните минимум тоа го очекуваат од нас. Како ги коментирате написите во грчките медиуми во однос на тоа дека имат наводен договор кој треба да се спроведе за 2 години? Јас би бил среќен стварно дека би имале договор. Знаете дека сум еден од првите оптимисти, првите луѓе кои што се надева на договор. Јас сакам договор за мојата земја, за едината на граѓаните, но не можам да кажам дека имаме договор. Се надевам дека ќе имаме договор. Успехот кој што министрите досега го постигнаа е за почит. Јас се надевам дека токму на перифериите на самитот на Европската унија на Западен Балкан, на средбата што ќе имам со премиерот Ципрас, ќе можеме барем да ги потврдиме досегашните успеси и ако не друго да преговориме за насоките за изнаоѓање на решение. Сакам уште еднаш граѓаните да знаат дека не е дедлайн овој самит, туку пред се самитот на Советот на Европа на 28 и 29 кога се одлучува од страна на премиерите или претходниот самит на Европската унија или Совет на Европската унија точно. Советот на Европската унија 26 и 7 имат состанок, а после ЕУ Советот на 28 и 9. Тие се одлуките зошто? Заради тоа што тогаш токму очекуваме први правно формални одлуки кои се однесуваат за Македонија, а тоа е добивање на датум за преговори. НАТО алијансата се држи во Советот, се држи во јули, но тоа не е врзано за правно формализирање на одлуките за нашето членство во НАТО, заради тоа што со постигање на договор со Република Грција автоматски тргнува процесот на пристап кон НАТО. Тоа значи разговори пред се меѓу владата и НАТО, а потоа и веднаш ратификација во парламентите. Така да од прилика некаде при крајот на јуни се конечните датуми кои што посакуваме да бидат крај на решението. Секако не по било која цена. Не е крај на светот да се случи решение во септември или октомври. Ова го зборувам од разумен аспект заради очекувањата на граѓаните. Јас се надевам дека дај Боже и на самитот да имаме некој решение сега во Софија. Дај Боже почетокот на јуни, средината на јуни, тоа би било некое искрено очекување и посакувано сценарио од наша страна, но како што реков, вредно е тоа што досега го постигнавме, но не е незначително ни па помалку болно тоа што во моментот се разговара и се обидуваме како конечно да го заокружиме. Имате ли средба и со Христијан Мицковски? Со лидерот на ВМРО-ДПМН? Значи јас вчера се обидов веднаш да го контактирам шефот на опозицијата Христијан Мицковски заради нивниот повик. Јас знаев дека претседателот е се уште во Турција, после слушнав соопштение дека се вратил, но министерот Димитров беше во Холандија, но во најмала рака сакав веднаш да остварам средба. Веројатно поради зафатеност не можеше да ме исконтактира претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, па искомунициравме касно во ноќта за да денеска направиме контакт и комуникација. Како ќе одлучат, јас сум спремен денеска да споделам се со шефот на опозицијата. Јас сум подготвен и после самитот да споделам се со опозицијата. Јас очекувам заедно со опозицијата да го решиме ова прашање, заради тоа што е прашање од огромен национален интерес за сите граѓани на Република Македонија. Можно, ако тој побара, јас ќе најдам време. Ќе откажам, ќе презакажам состаноци, јас би се видел со претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски.